Конзервативната Хрватска демократска заедница е на пат да освои најмногу пратенички места по вчерашните парламентарни избори. Меѓутоа, Хрватска се подготвува на долготрајни коалициони пазарања, откако гласачите повторно на ниту една партија не и дадоа јасно мнозинство да формира влада. На второ место по освоени пратенички места се социјалдемократите кои ја предводат Народната коалиција. Но нито Хрватската демократска заедница, нито социјалдемократите не можат, ниту со пратениците од трето пласираната Мост, да имаат доволно мнозинство во парламентот од 151 пратеничко место. Како на своевидно разочарување на гласачите се гледа и на помалиот нивен одзив на изборите. Тоа, како што наведуваат посматрачите, го искористила популистичката алијанса Жив зид, која од едно, колку имаше досега, ќе има 8 пратенички места. Таа ова го стори со ветувања за судско гонење на корумпираните функционери. ХДЗ се чини дека е во најдобра позиција да формира влада, но за ова, како и за секоја друга партија, ќе биде тешко да направи коалиција со јасен мандат за извршување на болните реформи на јавната администрација во земјата. А сигуран сам да смо након овакве победе данас, сутра странка која ќе имати привилегии да формира стабилну будуću хрватску владу у следеće 4 година. Европската унија сака најмладата членка да го скроти високиот јавен долг, да го намали буџетскиот дефицит, да ја реструктурира јавната администрација и да подобри бизнис климата, за да се поттикне раст во економијата во која се уште доминираат државните предпријатија. Од МОС соопштија дека токму спроведувањето на реформите е нивен предуслов за влез во коалицијата. Но секоја владеачко мнозинство по се изгледа ќе треба да има поддршка и од другите помали партии, вклучувајќи ги и пратениците од етничките малцинства. ХДЗ, која ја водеше земјата во незините први турбулентни години на независност по војната и по распадот на Југославија пред 25 години, ќе се соочи со предизвикот од социјалдемократите, чиј лидер Зоран Милановиќ сепак изрази надеж дека ќе формира влада. Хрватскoj треба стабилна влада. Која ќе то влада бити у овом тренутку не знамо. Ниту една страна не понуди многу детали во текот на кампањата за тоа како ќе го донесе ветениот повисок животен стандард во една од најслабите економии во Европа, каде што невработеноста изнесува 13%. Претходната влада на ХДЗ падна по само 5 месеци поради расправи и несогласувања за текот на реформите во јавната администрација. Одзивот на гласачите на овие избори беше за 10% помал од претходното гласање пред 10 месеци. Тоа според аналитичарите, бидејќи политичарите не успеа да се фатат во костет со економските проблеми. Токму затоа тие за време на кампањата се вратија на националистичката реторика и потези, што ги доведоа односите со Србија на најниско ниво по војните на Балканот.